еден обемен процес на консултации со сите засегнати страни беше спроведен во тие месеци пред прогласување и на крај се дојде до консензус дека да, навистина е време Шарпланина да биде национален парк. Сега 3 години подоцна можам да посведочам дека некои изјави на локални чинители биле и декларативни, затоа што се влегува во личниот интерес на користење на таа планина и нејзините ресурси на начин кој што не е секогаш одржлив и не е секогаш пријателски настроен кон зачувување на биодиверзитетот или сите оние природни богатства што ги има Шарпланина. За мене проблем број 1 ја би ги ставил дивите депонии, кои што за жал се една многу лоша слика пред посетителите, дали домашни или странски. Се соочувавме со одредени активности во делот на узурпација на државно земјиште и нелегално изградени објекти кои што нашите ренџери ги пријавуваат и ние ги процесуираме до јавно обвинителство или МВР. Најчесто ние проблемите не ги имаме од локалното население, проблемите доаѓаат од бизнис интересите или личните интереси. На таа локација доаѓаат стотици туристи кои што секојдневно коментираат зошто тука има цевки, зошто тука има бетон. Ако тоа во иднина го развиваме како стратешка локација за развој на туризам и ги привлекуваме светските туристи во најубавиот дел на Шарпланина, е контрадикторно да тука правиме економски дејности кои што се на штета на природата и на локалното население. Економските оператори кои што оперираат во националниот парк на доброволна основа случуваат спогодби со нас. Со измените кои што очекуваме да се донесат, значи тоа ќе биде обврзувачки, задолжително, значи не треба ние да трчаме и да ги молиме. Потребен е стручен кадар, не кадар кој што ќе биде вработен по разни клучеви, кадар кој што ќе биде навистина квалитетен за да може да се спроведат сите оние активности кои што се предвидени во овој плански документ. Тешко е прво да најдеш адекватни луѓе кои што најпрво ја сакаат природата, ја сакаат ова работа, од друга страна примањата не се многу да кажам високи. И затоа, за да се задржат тие луѓе, значи треба на некој начин да се стимулираат и да се мотивираат, значи да има систем за напредување како во овие административните службеници, значи помлад ренџер, виш ренџер, самостоен ренџер. Нашата визија е во наредниот период да го направиме Националниот парк Шарпланина најпосетувана дестинација во регионот, а зошто да не и во Европа, па и во светот.